Што сакаме? А како? ЦИС! Кога? Сега! Дојдете со нас! Дојди и приклучи се! Дојди и приклучи се! Кога? Сега! Што сакаме? Како? Кога? Сега! Заборај, што сакаме? А како? Кога? Сега! Иде дале! Ja, тие не знам каде. Дека можам да протестирам, да бойкотирам во време во кое што живеам сега. Знаете како, можам сама да го правам тоа, можеме 2-3 од тука, можеме 10 души, ама тоа ќе биде многу тешко. Ама ако сме волку, како што сме сега, а и повеќе, дечки, верувајте дека вистина можеме да влијаеме и вистина можеме да направиме нешто кој што одговорните лица има позади мене, Министерството за животна средина, не направат. Можеме да влијаеме за сите заедно да победиме во ова. За да престане устје да не труи, да престане сите трујачи од индустријата да го прават тоа. Сега ќе ви кажам како. Има нешто што се вика интегрирана дозвола. Не знам кој слушал, но сега ќе чуете. Тоа е регулатива со која што Министерството за животна средина ја регулира работата на индустриските фабрики, дали било устје, дали било тето, дали било која фабрика. Сега, таа дозвола, дечки, е од 2020 година. Според закон трае 7 години, а сега сме 2026. Внатре се запишани сите мерни граници, она што смее да испушта, како ќе се прават контроли, така натака, да не ве замарам со техникали, така многу голем документ. Но тој документ е тој кој што ја регулира работата. Сега затоа што не е апдейтиран од 2020 година, а замислете светот и Европа до каде имаат стигнато во однос на технологии и све што прават за да заштитиме оваа планета. Пред се воздухот што го дишаме. Сега. Што е доброто, зашто ова сега се случува, е затоа што на 12 март УСЈЕ повторно ќе аплицира за да ја обнови дозволата. Тука е моментот каде што ние како народ вистина можеме да влијаеме, да не закатува. Напоменам нешто затоа што не верувам дека сите од вас ќе го истражуваат тоа. Во таа дозвола се дозволени најзагодувачките како петрол, кокс и јаглен. Сега. Наша иницијатива, каде што бараме сите од вас, кои што имате некаква експертиза, еколошките активисти, сите организации кои што исто така помагат.
заедно да подпомогнеме, да ја напишеме ние народот таа дозва, не ние да напишеме, ние да влијаеме да биде според најдобрите стандарди во Европа, затоа што дечки го можеме тоа.